Драган Ристов е новинар. За себе вели дека е самоук, уметник и аматер, иако 3,5 децении твори најчесто само со молив и го истражува и практикува хиперреализмот, уметнички правец во визуелната уметност, кој многу наликува на фотографирање со висока резолуција. Потенцирањето на деталите во овие дела, и тоа суптилно, колку само да се засили ефектот, е мајсторството на оваа уметност, која кај колегата Ристов најмногу доаѓа до израз кога црта портрети и актови. Претендирам повеќе да цртам, да речеме, стари лица, затоа што брчките на некој начин се предизвик и даваат шанса да се долови таа реалност, колку портретот е реален или колку може да се отсликува како да е фотографија. Ставам збор за една понова техника, не знам колку и таа е валидна како некој вид на изучување, меѓутоа на интернет се споменува како хиперреализам и навистина ако се пребара на интернет има големи мајстори на таа техника кои што го прават тоа многу педантно и многу подолго време. На некој им треба можеби неколку месеци да доловат еден лик до целата негова комплетна деталност. Јас се обидувам колку што можам тоа да го направам со молевот и засега мислам дека е успешно. Пред него фотографија, во раката молив и толку, нема бои. Но кога го гледате финалниот продукт, заклучувате дека бојата овде е вишок. Мојот најчест инструмент за работа е моливот и тоалетната хартија, колку и да звучи тоа нели смешно така да кажам, меѓутоа заради таа финост што има таа хартија, кога добро ќе се освитка на парче дрво или на друг молив, ви дава шанса да ги доловите моментите и да ги сенчате. Бидејќи сметам дека во случајов со моливот имате голем предизвик да се направи тоа нијансирање од темно кон светло и со помош на тие нијанси да се доловат сите тие, да речеме, брчки на лицето или сенки на телото на некоја жена, на некој маж, на дете и слично. Човечкиот лик е константната инспирација на Ристов, како и голото тело, но посебно место во неговите дела имаат и човечките дланки. Најчесто сакам да цртам, да речеме, бебешки дланки на баба, на дедо, бидејќи тука се гледа и контрастот на животот. Затоа што на некој начин мојата прва изложба беше во тој стил реализирана, мислам дека се нарекуваше живот, почнуваше со бебешките ликови, па преку повозрастите и завршуваше со стари ликови, на некој начин отсликувајќи го циклусот на животот кој што го имаме ние како луѓе. Делата на Ристов беа изложени во 2 наврати, еднаш пред неколку години на Штипското културно лето и пред 4 години во Париз беа дел од проект на Министерството за култура. Трета изложба е во најава за идната година, нови дела во нови димензии.